Годишниот одмор ова лето граѓаните ќе ги чини поскапо. Цените се повисоки за 10, 15, па и за 20% во однос на ланските. Војкот на туристичката сезона, зависно од локацијата и дали е хотелско или апартманско сместување, едно 4-члено семејство ќе треба да плати најмалку 1500 евра, велат од туристичките агенции. Затоа се поголем број граѓани уплаќаат рани аранжмани уште во ноември или декември, а некои па ги чекаат последните понуди. Последниве неколку години се оди на динамични цени, значи тие се менуваат буквално секој ден. Цените се движат од 100, 150, 200 евра, да речеме наем на некој апартман со една спална или две спални на ден. Хотелите се нешто поскапи. Сега, ако има некакви промоции, некои last minute понуди, тогаш некогаш хотелите се доближуваат со цени до апартманите, така да и тука нема правила. Генерално за семејство за висока сезона за двајца возрастни и две деца, да речеме до 12 години за јули и август, од 1500-2000 евра па нагоре. Традиционално број еден дестинација за летување на македонците е Грција. Следни се Турција, Тунис, Албанија, Црна Гора и Хрватска. Граѓаните бараат и подалечни, попопуларни дестинации, како Сејшели или Малдиви, каде цените се речиси исти како летувањето во Грција. Има некои сезони кога се поактуелни, конкретно лето и не е баш главна сезона за тие дестинации. Во суштина, европските земји се најскапи, мислам, како и да е. Тука, ако земете, обично луѓето ги споредуваат нели хотел у Грција и пакет аранжман за Сејшели. Ако земете дека за Сејшели пола од таа цена авионска карта и трансфер и не знам што, така да европските дестинации се сепак поскапи. Откажани аранжмани поради новиот систем за влез-излез во европските земји нема, вели Крстевски. Гужвите и чекањата на аеродромите се сведени на минимум, додека патувањата со автомобил во соседството се некаде за половина час подолги, зависно од капацитетот и големината на граничниот премин. Додаваат и дека е добро што системот за биометриска проверка на граѓаните се суспендира кога има гужва. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.